Со секое зголемување на брзината на возење над дозволената, секое поминување на црвено светло, паркирање на тротоари, пешачки премини или пак возење на нерегистрирано возило, со камерите на Safe City казната е веќе евидентирана. Најчест прекршок е возење побрзо од дозволеното во населени места каде што ограничувањето е 50 км на час. Ке се толерира ако возите 56 км на час, но на 57 километар веќе казната ќе ви биде 15 евра. Ако возачот вози од 60 до 80 км на час, тогаш треба да плати казна во износ од 50 евра. А ако брзината со која што се движи надминува 80, тогаш освен паричната казна која ќе чини 300 евра, возачот добива и забрана за управување на возилото од 3 до 12 месеци. За сите ограничувања во населените места, каде е дозволено до 100 максимална брзина, толеранцијата е само 6 км на час над дозволеното. Кога се работи за над 100 км на час, односно возење на автопат, нема да ве казнуваат ако возите 8 км на час над дозволеното. Например, ако ограничувањето е 130, казните би биле од 139 км на час па нагоре. Но ако возачот вози 140 до 160 км на час, тогаш треба да плати казна во износ од 20 евра. Ако возачот се движи со брзина од 180 км на час, тогаш е должен да плати казна во износ од 50 евра. Но ако брзинометарот покаже над 180 км на час, тогаш освен паричната казна од 300 евра, ќе има и забрана за возење од 3 до 12 месеци. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот оценуваат дека токму вакви системи во европските земји ги дале најдобрите резултати. Изминати в тест период покажа дека Скопје Safe City може да го смири сообраќајот и што покажа статистиката дека има намалување на сообраќајни прекршоци, дека луѓето се подисциплинирани. Строго се казнува и поминувањето на црвено светло. Овој прекршок чини 250 евра, а возачите остануваат без дозвола од 3 до 12 месеци, без разлика дали има сообраќајна незгода или не. Со камерите нема да остане нерегистрирано и непрописното паркирање. Доколку возачот се паркира на пешачки премини, крстосници, мостови, зелени површини, места за лица со попреченост, велосипедски патеки, тротоари и автобуски постојки, ќе добија порака со казна која се движи од 25 до 180 евра во зависност од тежината на прекршокот. Камерите ги фотографираат и табличките на автомобилот. Возачите кои управуваат автомобил без важечка сообраќајна дозвола или без регистарски таблички ќе платат 500 евра, додека ако регистрацијата е истечена до 30 дена, казната е 100 евра. Од Министерството за внатрешни работи најавија и олеснување за вожачите кои ќе одлучат веднаш да ја платат казната. Ако плаќањето е во рок од 8 дена, сумата се намалува за 50%. Ако има и забрана за управување, се изрекува во половина од пропишаниот рок. Возачот кој ќе добие 3 забрани за управување во рок од 4 години, автоматски ја губи возачката дозвола. Повторно полагање е можно најрано по 1 година. Град Скопје ќе има клучна улога во имплементацијата на Safe City со цел воспоставување ред, дисциплина и многу повисоко ниво на безбедност за сите учесници во сообраќајот. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски заедно со министерот за внатрешни работи Панча Тошковски се договорија дека треба да се направи замена на застарениот концепт на зелен бран со така наречен смарт или паметен зелен бран, што во реално време ќе го регулира сообраќајот и ќе ги намали гужвите.